Постојано зборуваме за влијанието на климатските промени. И често пати знаеме да речеме природата ни враќа за сето она што и го правиме. Можеби е конечно дојдено времето да направиме нешто, секој од нас, односно да возвратиме со добро на природата. Во продолжение ќе ве запрашам кога последен пат сте засадиле дрвце или цвеќе и ќе ве натерам да се запрашате самите себе си колку зеленило имате во вашиот дом. Верувам дека токму низ овој разговор ќе ве инспирираме да засадите некое цвеќе, бидејќи во тек еден конкурс кој што ви нуди и награди. Станува збор за конкурсот Зелена урбана инфраструктура кој што трае се до 14 мај. Ние се наоѓаме овде и во продолжение ќе зборуваме подетално токму на оваа тема, токму со Кристина Божаровска, шумарски инженер и проектен координатор на ЦНВП, кој што се еден од трите организатори, чинители на овој конкурс. Кристина, овој конкурс е еден забавен момент за нашите граѓани, но воедно и освестување за сите граѓани да дадат придонес за спас од влијанието на климатските промени. Може ли да ни кажете како настана идејата, бидејќи се случува прв пат? Да, значи наградниот конкурс за зелена инфраструктура го организираме преку проектот Граѓанските организации во акција за климатските промени, кој што го спроведуваме три организации, Екосвест како носител на проектот во партнерство со Македонското здружение на млади правници и нашата организација CMVP. Проектот има за цел да изгради едно силно граѓанско општество кое ќе се избори во оној дел на транзиција во прилагодување и намалување на стекленичките гасови и прилагодување кон последиците од климатските промени кои што веќе се свесни дека се случуваат. И целта ни беше поред она што самите државни институции преземаат, носат закони и мерки, да ги поттикнеме граѓаните и да ја подигнеме свеста каде можеме ние како поединци да направиме некоја промена. И затоа одиме, значи, во овој период имаме една кампања која што е за зголемување на свеста и плюс дополнително овој награден конкурс каде што пробавме колку што можеме да биде поедноставен. Идејата е да се направи слика од уреден двор, тераса или некој посебен дел од дворчето, да се прикачи, пополни апликацијата. Имаме за тоа направено посебна интернет страна заедно за климатски промени и како што кажав, пријавувањето е многу едноставно, основни податоци се остават и се прикачува сликата. Кажете ми, веќе забележавме, јас барем забележав на вашата страна каде што се прикажуваат фотографиите дека има пријавено многу граѓани кои што ги испраќаат своите дворови, своите градини. Бевте ли изненадени? Дали сте изненадени? Дали очекувавте волкава бројка уште на самиот почеток од конкурсот? Искрено да ви кажам, не, конкурсот започна на 21 март и веќе во наредните 5 дена имавме околу 80 слики луѓе кои што се пријавиле. Ќе трае до 14 мај. Целиот награден конкурс ќе го затвориме на 21 мај во Дино паркот, каде што ќе ги објавиме победниците. И искрено ви кажам, на почетокот да ми беше малку страв дали ќе бидат заинтересирани граѓаните да се пријавуваат, но искочи позитивно. И се надевам дека до крај ќе имаме уште повеќе учесници. Очигледно дека имаме навистина убави дворови низ нашата убава Македонија. Кои се критериумите? Како ќе се одлучува? Очигледно има навистина силна конкуренција. Ќе имате потешкоти во одлуката кои се победници. Да, критериумите ни се исто во делот на подигање на свеста кога ќе го уредуваме дворчето или терасата, да внимаваме кои видови ги садиме. Еден од критериумите е да биде што поразновиден, да има повеќе видови на растенија различни. Видови кои што го поддржуваат урбаниот
биодиверзитет, потоа да имаме автохтони видови, тоа се оние наши домашни видови кои што се веќе прилагодени на климатските услови кај нас. Видови отпорни на климатски промени, бидејќи кај нас се предвидува да имаме повеќе сушни периоди според климатските сценарија за нашата држава, така што оние кои што под климатски кај нас ќе ги земеме оние видови кои што се отпорни на високи температури и на суши. И како последен услов е да ја имаат и нивната функционалност, каде што намалуваат, доколку на пример се збориме за уредување на тераса, да го намали директното сончево зрачење во становите за да имаме помалку потреба на клима уреди и намалување на потрошувачката на енергија. И од практични причини. Практични причини секако. Колку мина ќе добијат награди, како е замислено, кој ќе биде крунисан со награда за тоа што одржува таков убав двор? Планирани се прво, второ и трето место. Наградите се електричен велосипед, електричен тротинет и велосипед обичен. Ова е прва година, споменав. Дали имате идеја ова да прерасне во пракса, можеби? Па, ќе видиме. Првично, ова не е прв пат сега што организираме ваков награден конкурс. Можеби во блиска иднина ќе имаме и втор, меѓутоа ќе ви информираме дополнително. Бидејќи споменав дека сте шумарски инженер, ќе искористам приликава и за малку некој совет да добиеме од вас. Доколку ја погледнеме нашата Македонија од птичја перспектива, ќе забележиме на вистина дека имаме зеленило, но во градските средини не е тоа така. За жал се помалку се забележува градско зеленило во урбаните средини. Дали постои некаква статистика за тоа колку по глава на жител треба да има зеленило или дрва? Дали постои таква статистика во нашата земја? Дали се води нешто такво? Да, значи според истражувањата направени во централното градско подрачје за Мал Ринг во 2013 година е правено истражувањето. Направена споредба дека во 2002 година имаме податок дека зеленилото зафаќа 75.649 метри квадратни и во споредба со 2002 во 2013 намалено за скоро 50%, а предвидувањата за во 2017 изнесува дека ќе бидат за 75% намалени, а нажалост во моментов немаме за 2020 немаме никои поголеми податоци колку метри квадратни имаме под зеленило. Овие се застрашувачки бројки и ме радува овој ваш конкурс да ги потсетиме нашите гледачи дека треба да засадат зеленило, да засадат дрвце, да засадат цвеќиња. Ќе побараме совет од вас за оние кои што можеби нели сега е пролетно засадување, па ајде што советувате вие, што е у нас според вас што секој дом треба да го има? Кое цвеќе и кое дрвце, нели каде што има услови за дрвце? Да, за дрвцата кога збориме, некако сите почнавме да ги милуваме оние повеќе декоративни растенија, аз не велам неубави се издвојуваат во дворот, меѓутоа треба да целиме повеќе кон видови кои што природно растат кај нас, кои што, како што кажав претходно, се прилагодени на нашите услови, оние домашни видови, кои што даваат сенка, ги намалуваат температурите во летните периоди, бидејќи сега со почестите преку климатските промени ќе имаме почести топлотни бранови, кои што додека се садиме соодветни видови ќе се ублажат тие топлотни бранови. Јас би ги препорачала сите оние листопадни земзелени дрвја како што се боровите, дабовите, липите. Еве пак ја кажам, ќе спомнам и магнолијата, кои што реално го прочистуваат воздухот, задржуваат прашината на нивните листови и иглички. Зимзелените исто така се прекрасни, ги имаме тие постојано зелени ни се во зимата.
И да имаме вакво убаво зеленило како во вашиот двор од цвеќе, кое цвеќе препорачувате да го имаме во нашиот дом? И оние кои што немаат двор, кои што живеат во зграда, што би препорачале некое саксиско цвеќе кое што секој дом треба да го има? Па од саксиските цвеќиња јас не можам да издвојам некое посебно, сите секоја за себе си е посебно убава. Во изминатиот период почесто ги препорачуваме оние прочистувачи на воздух поради загадениот воздух кој го имаме во Скопје. Не само во Скопје, веќе и во другите градови низ Македонија. Така што поубаво ги има повеќе видови од нив и убаво е од нив да имаме барем по едно во секоја просторија од домот. Би сакала да споменам дека вашата организација постои, ЦНВП, постои веќе повеќе од една деценија. И велите во вашиот опис дека станува збор за организација на поврзување на природни вредности и луѓе. Може ли да појасниме која е дејноста, значењето, дејствувањето и идејата на вашата организација? Да, минатата година прославивме постоење 10 години, инаку сме холандска организација која што има подружници во Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора. И во регионот работиме повеќе во делот на шумарството, климатските промени и руралниот развој. Целта ни е поврзување на луѓето со природата, каде што ги градиме капацитетите на локалните заедници, го развиваме нивниот економски дел. Како што знаеме сите, во руралните средини се повеќе се иселуваат младите денеска и работиме во дело да ги задржиме. Да подсетиме за самиот крај, овде сме да ги инспирираме нашите сограѓани да се пријавуваат на конкурсот. Уште еднаш само да подсетиме каде може да ги прикачат фотографиите од својата убава градина. Значи, може да се прикачат на заедно за климатски промени.мк веб страната. Би препорачала да направат слика која што ќе го опфати целиот двор или тераса, да не се насочуваат само на едно растение. И конкурсот трае до 14 мај, како што кажав, и ги очекуваме пријавите. Би сакала да кажам дека овој награден конкурс го спроведуваме во склоп на проектот граѓанските организации во акција за климатските промени, кој што се имплементира од три организации Екосвест, Македонското здружение за млади правници и CNVP, а е финансиски поддржан од владата на Шведска. Ви благодарам. Ви благодараме на вас.